е мала урбана општина што се наоѓа во северозападниот дел на Република Македонија. Според нејзината површина од безмалку 50 километри квадратни, таа е пета општина по големина во Скопје, а седма најмала општина во Република Македонија. Неа ја сочинуваат 5 населби: Бутел 1, Бутел 2, Радишани, Љубанци, Љуботен и Визбегово. Во нив живеат 36.154 жители, од кои најмногу во Бутел, околу 21.000. Населението е со мешан етнички состав. Над 62% се македонци, албанци има 25%, турци се околу 3,6%, срби има 2,8% и други. Ова население почна да се надева на поубава иднина и побрз развој по 1 јули 2005 година, кога стапи на сила новиот закон за децентрализација и територијална поделба. Сушност, тогаш се роди новата општина Бутел, произлезена од старата општина Чаир. Велат, секој почеток е тежок. Новата општина Бутел не беше исклучок од ова правило. Првиот нејзин градоначалник избран на демократски избори, господин Петр Латиновски, во првите неколку месеци беше единствениот вработен. Немаше елементарни, просторни и други услови за да се почне историјата на новата општина. Делбениот биланс со новата општина Чаир се разлече во интерес на добрососедството и правичноста, а работата не можеше да чека. Енергичниот градоначалник, недостатокот од работен простор го претвори во предност. Минувајќи најголем дел од времето на терен заедно со своите граѓани, ги започна приоритетните проекти со кои почна да се менува физиономијата на општинскиот простор. Првиот проблем со кој градоначалникот Латиновски се фати во костец беше темнината. Небројани беа ноќите на општината потоната во темни темници, чиниш дојдени како од средниот век. Улица по улица, населба по населба, се до последната патека, се развиваше темнината цела година секој ден. Се поставија стотици бандари, електрични столбови, украсни канделабри, се извлекоа илјадници метри кабли, се направија нови трафостаници, старите се поправија и конечно ноќта стана ден за жителите во општина Бутел. Проектот ќе продолжи и во наредната година, но важно е граѓаните да знаат дека секој денар влезен во буџетската каса на општината ќе биде рационално и домаќински потрошен, впрочем како и досега инвестираните десети на милиони денари, зашто граѓаните имаат право на светлина наместо темнина. Не бива нова и современа општина која забрзано чекори кон иднината без артерии за ефикасен сообраќаен крвоток. Затоа приоритет за градоначалникот Петр Латиновски беа инфраструктурните проекти. Тој граѓаните го прегрмеа најтешкиот, најскапиот, најкомплицираниот и на 30 години одложуваниот проект за реконструкција на улицата Бутелска. Најнапред се изгради фекалната канализација на потокот од бензинската пумпа во Бутел до третиот влез во Радишани. Потоа комплетно се раскопа коловозот на потегот каде што завршува паркот до местноста Бунарче во должина од 1,5 километри. Се постави атмосферска канализација, се вгради и електрична инсталација за новото осветлување. За волја на вистината се создаде и мала нервоза кај граѓаните додека траеа подземните градежни работи, но во исто време беа свесни и полни со разбирање, зашто знаеа дека проблемите со кои се соочуваат долги години ќе им бидат решени за наредните 100 години. Ретко кој градоначалник троши пари за нешто што е под земја и не се гледа, а при тоа е многу скапо. Обично сите се опробуваат само во шминкарајот на видливото. Тоа не е случај со градоначалникот Латиновски или поточно, тој на темелно сработеното сака и умее да го надгради убавото. Па така улицата Бутелска доби нов асфалт на коловозот, нови тротоари, банкини и вичници, 25 електрични столбови и уште толку украсни канделабри. По долги години главната сообраќајница во општината Бутел конечно светна со полн сјај. Затоа задоволството на граѓаните нема крај. И повторно, секоја вечер, откако ќе се запалат светилките, ќе ги чуете како со гордост велат: ова е нашата Пета авенија. Такво беше чувството и при свеченото пуштање во употреба на километарската пешачка патека во Радишани. Инаку, овој значаен проект за зголемување на безбедноста на пешаците во сообраќајот е реализиран во соработка со USAID. За километарската пешачка патека потрошени се 2,5 милиони денари, и тоа во сооднос 80% за USAID према 20% општина Бутел. Со нејзината изградба е решен долгогодишниот безбедносен проблем на 668 ученици, а ќе ја користат и 9845 жители на Радишани.
Ако се додаде дека на овој патен правец се наоѓаат и љуботени љубанци, тогаш слободно може да се каже дека корисници на оваа патека ќе бидат 80% од вкупното население на општина Бутел. Значаен е фактот дека приоритетот за овој проект го одредија самите граѓани на првиот јавен собир на кој учествуваа жители од различни населени места и од различни возрастни групи. Тие беа едногласни дека безбедноста и животот на граѓаните, особено на децата, нема цена. Трите настрадани деца во последните 2-3 години беа повеќе од аларм. Веднаш беше изработен проект од Одделението за локален економски развој при општина Бутел, а USAID преку нивниот проект за поддршка на општините во текот на процесот на децентрализација уште поекспресно го прифати. Со голема ефикасност се одвиваше изградбата на патеката, се почна и заврши за помалку од 2 месеца. Дека за големи проекти се потребни големи луѓе, наоѓаме потврда кај улицата Словенечка. Таа ќе биде втората главна сообраќајница во општина Бутел. Директна спојница со Визбегово и особено со неговата индустријска зона. Ова булеварско решение ќе биде од огромно значење, не само за граѓаните од оваа страна на реката Вардар, туку и за сите граѓани на Скопје. Најфреквентниот сообраќајен и пешачки дел во општина Бутел е омеѓен со улицата Александар Урдаревски и Бутелска. Овој простор од 12.000 метри квадратни до само пред 6 месеци беше несредено темно ругло од Божен парк. Предизвикот беше голем исто колку инвестицијата. Градоначалникот реши да го среди овој простор и паркот Живко Брајковски да биде гордост за граѓаните на општината. Целиот простор е култивиран според жардинјерски принцип за кој се употребени колоритни бекатон плочи со мноштво пешачки патеки и оази за починка со нови клупи за седење. Паркот е особено атрактивен и привлечен за граѓаните во вечерните часови, бидејќи е осветлен со 35 украсни канделабри. Паркот Живко Брајковски е уште една инвестиција за која средствата се обезбедени од буџетот на општината. Во него напролет уште ќе се вложува, особено за неговото хортикултурно досредување. Ќе биде засадена нова трева, а постојните садници ќе бидат збогатени со нови видови украсни и екзотични растенија. Неколкуте хортикултурни нивоа ќе дадат скалеста визура во која ќе доминираат цветните аранжмани. Впрочем, бутелчани заслужуваат европски уреден простор за деноноќно уживање. Општина Бутел некогаш имаше препознатливост по екипите во ракомет, фудбал и други спортови. Таа беше расадник за многу спортисти чии следбеници се изгубија во времето и спортските терени надвор од поранешната општина Чаир. Првиот градоначалник на новата општина Бутел е со амбиција да го врати и да го воздигне некогашниот спортски дух на бутелчани. Не само заради престиж, туку многу повеќе заради тоа што нема здрави граѓани без здрав дух. Без такви граѓани нема напредок ниту успех. Затоа бележито место во плановите за оваа година имаа 3, односно 4 спортски игралишта. Се изградија сите, 3 во Радишани и 1 во Љуботен. Радишанските се во непосредна близина и прават осмислен триаголник со цел да се задоволат потребите на граѓаните од различни возрастни групи. Првото во Расадник е детско спортско игралиште на кое се рекреираат помалите деца од школска возраст. Второто, само неколку стотини метри погоре во селото Радишани, е за спортување и рекреација на повозрастните младинци. Третото спортско игралиште, што се наоѓа од другата страна, после третиот влез во населбата Радишани, е прекрасен спортски објект, изграден според олимписки стандарди, со трибина и со 4 мокни рефлектори. На него спортуваат повозрастни граѓани, а може да се одржуваат и професионални надпревари, како дење, така и во вечерните часови.